Ви благодарам, почитувани колеги. Имам 3 пратенички прашања. Првото прашање е до владата на Република Македонија. На 9 овој месец, мошне незабележително во медиумите, ја дознавме веста за формирањето на интердисциплинарниот комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања меѓу Македонија и Грција според Преспанскиот договор. 7-члената комисија, на чие чело е амбасадорот Виктор Габер, е формирана во согласност со член 8, став 5 од конечната спогодба меѓу Република Македонија и Република Грција, а членови се професорите Далибор Јовановски, Никос Чаусидис, Људмил Спасов, Ана Чупеска-Станишковска, Фахри Рамадани и Кица Колбе. Имињата на комисијата беа објавени во грчкиот парламент како одговор на пратеничко прашање на пратеничка од Нова демократија, која побара од министерот уште тогашен за надворешни работи Кодзијас да го објави составот на овој комитет, заедно со биографиите на членовите од двете страни. Што ми е прашањето? Од грчка страна комитетот ќе го предводи заменик министерот за надворешни работи Боларис, а членови во најголем број се од Солунските универзитети, професорите Спиридон Светас, Јаковос Михаилидис, Атанасиос Лупа, тој од катедрата за историја и археологија, потоа професорот Николаос Заикос од катедрата за балкански, словенски и источни студии, а останати членови се Александра Јоанидо од катедрата за руски јазик и филологија и словенски студии и Ефтимиос Харалафтис, кој е представник од директоратот за земјите од југоисточна Европа во грчкото МНР. Прашањето ми е, врз основа на кои критериуми е избрана нашата комисија, дали имаше јавен оглас, кој одлучи за составот на комисијата? Зошто повторно овој процес беше обвиткан во непотребна тајност, кога во минатото, барем ние во собранието сме сведоци дека колегите од тогашната опозиција не критикуваа дека сме нетранспарентни, например, при избор на комисија за полагање на лекторски испит, на конзерваторска лиценца, а сега сме сведоци дека на еден безмалку таен избор на оваа многу значајна комисија. Тоа е моето прво прашање. Второто прашање го упатувам до Министерството за култура. Иако не гледам представник овде од Министерството за култура, како и обично, меѓутоа еве ќе го упатам до владата, па се надевам дека ќе добијам одговор. Собранието на Република Македонија на 3 мај ја донесе Националната стратегија за развој на културата за периодот 2018-2022 година, за која што пратениците од опозицијата гласа воздржан. Во Националната стратегија за култура се нотира, сега ќе читам делови од Националната стратегија, дека забележана е несоодветна државна конзерваторска политика, дека се потребни коренити промени во поглед на конзервацијата и заштитата на културното наследство и така натаму и така натаму. Во ребалансот кој што моментално се разгледува во собранието, ребалансот на буџетот, во областа финансирање на дејности од областа на културата, заштита на културно наследство, забележуваме дека се кратат 87 милиони денари. Во исто време, на последната владина седница, донесена е одлука на барање на министерот за култура за основање на нова национална институција, Национален театар во Гостивар, за кое нешто се издвојуваат 20 милиони евра. Моето прашање е, како е ова приоритет, кога и во Националната стратегија за култура вие нотирате дека во изминатите години најголем дел од буџетот во дејноста бил насочен кон изградба на нови објекти и ова го нотирате како негативна работа, а во исто време кратите 87 милиони денари од заштита на културно наследство, а доделувате 20 милиони денари за изградба на нов Национален театар во Гостивар. Значи, кој ја направи, прашањето е како може ова да биде приоритет, кој ја направи анализата и врз основа на што е донесено дека ова е приоритет пред заштита на културното наследство од кое што се крати. И третото прашање
го упатувам до Министерството за образование. На 31. мај на седница за пратенички прашања поставив прашање до министерот за образование и наука за нелогичните измени во Законот за високо образование, односно членот 161 став 4. До ден денешен, почитувана јавност, почитувани колеги, не само што нема намера Министерството за образование да интервенира во ова многу сериозна работа, која што ги тангира професорите во високото образование, туку покажува и крајно непочитување од највисок степен кон институтот пратеничко прашање и се уште немам добиено одговор на ова пратеничко прашање. Значи, прашањето е дали Министерството за образование планира некогаш да ми одговори на пратеничкото прашање поставено на 31. мај. Ви благодарам.